Македонски манифест отфрла одржување референдум, нови амандмани на уставот или ратификација на меѓународен договор во собранието со цел промена на името на државата. Името на државата е идентитет на нацијата. Ова се пораките на денешната јавна дебата на граѓанската иницијатива Македонски манифест, на која учествуваа интелектуалци, историчари, експерти, поранешни политичари и црковни лица. Иако учесниците имаат спротивставени мислења за одредени прашања, сепак сите го делат ставот дека името не треба да се менува и оти тоа треба да биде приоритет. Поранешниот дипломат Ристо Никовски рече дека ниту една македонска влада од осамостојувањето до денес немала стратегија, ниту диагноза околу името. Според него, името никогаш не било приоритет, а затоа сега е символ на поделба на македонската држава. Ниту една македонска влада, раководство, од почетокот на 90-те години до денеска, немала никаква стратегија околу името и, како што реков, ниту диагноза. Денеска веќе мозаикот може да се направи прецизен до, ако сакате, до микрон, бидејќи веќе сите фактори, а тука е главен фактор, како што реков Америка, отворено зборува. Американскиот амбасадор Рикер во големо интервју на Дневник во Антервиле вели: најдете си име и после ќе имате перспектива. Председателот на Светскиот македонски конгрес Тодор Петров вели дека двете најголеми партии во Македонија, ВМРО-ДПМН и СДСМ, заговараат нов референдум за да ја префрлат одговорноста на народот и оти тоа нема да биде референдум за одбрана, туку за трајна промена на името. Мешањето во правото на име како правен идентитет е недозволево според повелбата на Обединетите нации и представува строго внатрешна юрисдикција на државите членки на Обединетите нации. Председателот, собранието и владата на државата Македонија треба да запаметат, тоа постојано го повторуваме, дека преговор или спор за име на држава не може да постои. Нов референдум за името на државата, како што заговараат и ВМРО, ДПМН и СДСМ, за да одговорноста ја префрлат на народот, знаеме како се фалсификуваат избори и референдуми, нема да биде референдум за одбрана, туку за негова трајна промена. Според него, Европската унија и НАТО не се достојни за промена на името и идентитетот на нацијата.